магарешко, него е за Моцарт. Да, значи видиме кој кога ќе надмудри. Сега вака, што би кажал, значи збирката е пишувана во Афганистан. Афганистан е пустина, нели, али ја пустиножител не сум, првенствено. Второ е, нели, зошто се вика пат, тоа секојаш го поставува, патот е, основно е дека да не правам дека јас сум сега некој керуак или што знам, па нешто патот, бла. Финтата е дека Будо, значи сите самураи на Јапан, во Јапан имат Будо, буквално преведено значи патот, или дом, значи тоа е. Сега поетата во 18 таму век во Москва стигнало некој оглас дека барат некој кој што ќе служи во амбасадата во Токио, во руската амбасада. Се пријавил еден човек, монах, бил Николај, и отишол да служи. И сега тој толку се заљубил во јапанскиот народ што почнал да го преведува Светото писмо на јапонски јазик. И сега он го преведувал на јапонски јазик, толку постигнал интерес што отворил дури и вероучилиште, значи ги учил јапонците во православен дух, но на самураите тоа не им се допаѓало, али во исто време веќе царот почнува да ги сече самураите и да дава обични војници во неговата служба. Самураите биле повредени, нели, затоа што ги исклучил царот од службата и ова значи му било врв на еден самурај дека бил мајстор по јаидо. И било веќе преседнато, мани што царот го истерува од надвор од интелектуалните сфери, пошто тие биле нели врвни интелектуалци, мајстори по пишување, мајстори по хаику, мајстори по кендо, мајстори по не знам што, се е мајстор. И дошол да го убие, значи реши, хаос мајстор. Значи дошол да го убие. И сега кога му пришол да го убие, одеднаш му се отвара, што да кажам, патот, и гледа дека овој човек му е патот. Значи, он се борел за овој човек, ствари целото мајсторство, се што било мајстор, влекло во него и се сретнал лице во лице со неговиот спасител. Тогаш му се поклонил и животот го посветил на Бога, значи станал свештеник, со целата фамилија се крстиле и од тогаш масовно самураите пристапуваат во православието и до ден денеска самурајската црква во Токио или во Јапонија е самурајска црква, значи православната црква е самурајска црква. И јас дори бил храбар дека се што е самурајско, затоа што царот веќе не му треба, му припаѓа на Христос како нивен цар, а и припаѓа и на нас како нивно наследство. И затоа најбаво е, нели кога источните ги проучуваме, прво да почнеме од православните самураи, затоа што они го прифатиле нашите традиции, ние да ги прифатиме нивните. Чисто мислам дека тоа е тоа од мене. Не би должно повеќе, поведете на коктел, можете книгата да ја набавите напор по 150 денари, така че да, 150 денари и поведете покасно ќе има забава од 6 до 22 часот.